денес два драги госта. Гостинот Бошко Смаќовски, авторот на книгата Големи и мали, што ние за овој час имаме за лектира, и другарот новинар Кире Печјарски, што ќе ни помогне за овој час. Ученици, кој ќе ми каже за кои луѓе велиме оти се големи, а за кои мали? Ајде, Маргарита. Големи се нашите родители, наставници, големи се нашите баби и дедовци. Мали сме ние децата од сите возрасти, но светот не треба да се дели на големи и мали. Одлично. А дали за вас, учениците, можеме да речеме оти сте големи, иако по возраст гледаме дека сте мали? Сандра? Нас учениците може да не наречете големи, зашто понекогаш мислиме и постапуваме поточно од возрастните. Браво. А сега да го препуштиме деца часот на авторот Бошко Смаќовски и на новинарот Печјарски. Повелете. Поводот за оваа средба со вас е моето романче кој е ваша лектира, но пред да почнете вие да поставувате прашања, кои верувам повеќето ќе бидат во врска со таа книга, да ви кажам нешто за мене. Роден сум пред 45 години во село Модрич, ни во Дебар, ни во Струга не припаѓа. Основното училиште го заврши во селото, учев во Дебар, Охрид и Скопје, и пред 25 години дојдов во Скопје. Сега работам како новинар во радио телевизија Скопје. За тоа време напишав 20 книжки, што поголеми, што помали, што за деца, што за возрастни. Нешто по-конкретно, јас за мене, ако зборувам многу, не треба, фалењето е рѓане, затоа да го искористиме часот, кој веројатно ќе трае 45 минути, зашто подобро запознавање меѓу мене и вас, а преку книгата која ви е за лектира. Ве имам, ме имате, да почнеме. Романот Големи и мали мене многу ми се допадна. Ме интересира кога го напишавте и кој беше мотивот да се задржите на оваа тема. Во Скопје дојдов 1958 година како 20 годишно момче, а иста тежина имав и тогаш. И најдов едно Скопје кое тешко се заборава. Не беше големо, беше питомо и знаеше да прифати. Уличките му беа тесни, куќичките ниски, а јорговани од двете страни. По земјотресот, тоа Скопје исчезна. И некаде 63-та кон крајот и 64-та си поставив задача колку толку тоа убаво Скопје од моите сеќавања и од моето пристигнување во него да го задржам, да го опишам, затоа што предчувствував дека тоа ќе прерасне во раскошен град, со широки улици, каде човек со човека не ќе може да се слушни, каде само ќе се довикуваат луѓето, ќе изникнат големи згради, каде еден со друг не ќе се познаваат. И сакав тоа Скопје преполно со една топлина, барем според мене, да го зачувам во кориците на оваа малечка книжка и луѓето кои живееа во него некако слободно, некако неоптоварени со овие денешни брзаници, каде се случуваше во една празничност. И не се знаеше кој е тажен, кој е весел, толку луѓето знаеја да си ја споделат и радоста и тагата. И затоа, кога ги разработував личностите, гледав да бидат лика и прилика на она што беше тогаш.
Романот изобилува со многу личности, позитивни и негативни. Ве молам, кажете ми нешто повеќе за ликот на Диме Такси. Во романот се поместени, така да речам, повеќе личности, меѓутоа тие се крпени. Зашто? Затоа што тие не се вистински личности, туку од повеќе е направен по еден. Тоа се деца од улицата Егејска, во која прво живе, потоа деца од Савската улица, која инако е нареков Караорманска, па има деца од Модричмо, има деца од Охрид и од сите нив направив така наречени нови јунаци, нови луѓе или така наречени литературни личности. Колку се позитивни, колку се негативни, јас не навлегував во тоа, сите ми беа драги додека ги разработував и сите знаев што ќе направат, така што на почетокот некој негативен знаев дека ќе биде позитивен на крајот и обратното. А по-конкретно за Диме Такси можам да ви кажам тоа дека секоја улица си има еден свој барабанџија. Тоа е оној кој ќе ви каже и кој дошол и кој излегол во улицата, кој има за ручек што, кој изел ќотек, чија мачка се омачила, чија кучка се окучила, не треба ли да навлегувате натаму, доволно да го знаете него. Сега, Диме Такси го нема во уличките, но затоа се само послужувањата, особено кога се чека млеко на утрина, ги имаште бабички, дедовци, некои понезафатени луѓе како мене ќе си чекаат млеко и ќе раскажат се и се што. Тој Диме Такси ми е и посебно драг, затоа што ме подсетува на неколку такви деца во мојот живот што сум ги сретнувал. И му дадов една многу добра задача, според мене, кога го пишував книвчето, да биде весел и кога јаде ќотек, да биде другар и кога нема причина за тоа, всушност да биде малку подруг од децата. И се надевам дека таков го направи. Во романот на повеќе места спомнувате за добрите дела на учениците, односно на малите. Интересно би било да ни прочитате вие еден дел од книгата каде што може да се види дека помладите добро расудуваат и работат. Сега јас би требало да ви се извинам, имам устен дефект, би се рекол, нешто проблеми со забите, многу ќе ви шушлијам. И азбуката ќе ја скратам за неколку букви, па ќе ме караат. Затоа подобро е Кире тоа да го направи и поубаво чита од мене, поубав глас има, па да го послушаме. Чудни се, но искрени децата. И кога сакаат да се играат возрастни, се играат топло, непосредно, со големо животно искуство. Ете и тие формирале детски куќен совет кој ги решава сите проблеми од нивниот живот, на чии состаноци остро ги осудуваат или ги бранат постапките на постарите. И децата од зградата број 13 и тие од број 14 едно попладне пред паѓањето се собрале да решат некои текушти проблеми. Пролетното сонце печеше и еден по еден почна да се собираат членовите на детскиот куќен совет. Секогаш на тие состаноци во својство на посматрачи и без право на глас присуствуваше и Диме Такси, кој имаше обичај да вели: "Моето куќиче се дружи со големи згради, значи вреди." Откако се собраа сите, председателот Коле, најстар и со 2-годишен стаж во 4-то оделение, рече: "Ги молам представниците на зградата број 13 да се префрлат на едната страна од потокот, а представниците на број 14 на другата страна. Јас пак ќе ставам една штица над поточето и ќе седнам на неа, односно ќе бидам на средина. Се прима? Се прима!" извика сите. На левата страна остана наследниците на куќата број 13: Геле, Буба, Митре, Симе и Ради. На десната страна, преку штицата, односно преку столот на председателот, преминаа Кондо, Јове, Зага, Лиле и Жарко.
Понастрано останаа Ѓоре од Марта чистачката, која живееше во подрумот на зградата број 13 и Диме такси. Коле седна на штицата и ги пушти нозете, но тие му допреа до водичката, па мораше да ги крене. При кревањето за малку ќе паднеше и на нервиран, немајки на што да се развика, им се развика на Ѓоре и на Диме. Вие двајцата што не се распоредувате? Па јас сум во подрумот, а не од зградата, некако тажно, а сепак спокојно, одговори Ѓоре. Зградата стои на подрумот, полноправен жител си на зградата 13, а ти, Диме, ти префрли се во зградата 14, јасно? Ете така, беа завршени сите подготовки за почетокот на состанокот. Па бидејќи вие сите сте ја читале книгата, бидејќи знаете што натаму се одвивало, јас предлагам ние пак да си го продолжиме нашиот состанок, односно разговор. Во романот мощно убедливо го опишувате ликот на тетка Донка. Настаните што ги опишувате во прв ред недоразбирањата, караниците имаат ли нешто вистинито или тие се измислени? Ке ни кажете ли нешто повеќе за ликот на важната мајка и на Буба? Ве молам, што сакате да прикажете преку ликот на Пандо, мажот на тетка Донка? Во неделните утра, кога се сите во улицата, најчеста е можноста да се искараат. За ништо. За големи работи и воопшто луѓето не се караат, се караат за ситни работи. Големите и без тоа ќе дојдат и ќе си појдат. Ситните ни пречат. Што се однесува до ликот на тетка Донка? Е лик на жена која цел ден уфка и туфка и мисли дека цел свет е крив, дека таа е права, дека други ги донесува несреќите, дека ако светот се управува според неа, секаде би течело мед и млеко, но ете, никој не ја разбира. Предпоставувам дека и низиниот Пандот што била толку добра и нему му било полесно да појди онаму кај што одел почесто во Идризово, таму што вика да сади шишиња, заради мали престапи украл нешто од предпријатието. Нешто сличен лик ми е и важната. Сега таа е спротивна. Низе ништо не и треба од другите. Таа мисли дека се што постигнала и се што има е нејзина моќ и нејзин успех. И оттаму на сите други гледа малку од повисоко и тие ја викаат важната. А искрено да ви кажам, кога го пишував романот, бев млад човек, а и млада ни беше татковината, одва и 20 на години слобода, и овие негативности што ги откривав кај луѓето, си реков, дај да ги запишам, ќе се подобрат луѓево, ќе остари незапишано дека во одреден период сме биле неарни, имало кратци, имало важни луѓе, имало плачковци, имало што ти не. И сега кога ги разгледувам тие мои невини тогашни личности, гледам дека сум бил многу благ во опишувањето, а многу надежлив во предскажувањето. Тогашните деца сега се веќе 30 годишњаци или годишници, кои знае како треба подобро да се рече, и верувам дека и меѓу нив, меѓу добрите тогашни деца, сега имаме и такви кои прераснале во негативни јунаци. Некој некаде нешто направил, некој некаде нешто некому сторил и тие останаа добри, за жал, само во мојата Караорманска улица, што тогаш ја измислив за да ги зачувам добри за подоснежните времења. Чичко Бошко, мене ми се чини дека во романот вие повеќе ги опишувате ликовите на децата отколку на возрастните. Дали тоа мое сознание е точно? Впечатокот не ве лаже. И задачата ми беше таква. Малите јунаци, малите деца да ги кренам горе и низ нив да ги осветлам возрастните. Затоа што возрастните еднаш биле деца, не го оправдале тоа што биле.
Мислев сега дека овие деца ми се надешта за какви луѓе треба да имаме подоцна. Значи, познато ни е на сите дека Бошко Смаќевски пишува и за големи и за мали, како тоа се вели и за децата и за возрастните. Во романот што е предмет на нашиот разговор, на анализата што ја правиме денеска, има многу хумор со кој што ги развеселува вашите младешки срце. Вие гласно или во себе се смешкате на згодите и незгодите на јунаците во романот Големи и мали. Сепак Смаќевски на еден можне уверлив начин и спонтано ги опишува реалните и трагичните моменти на личностите во романот. Затоа јас би сакал да ви поставим и неколку прашања. Например, Ѓоре со кои деца се дружел и од каде неговата желба постојано да оди кај судијата, да навраќа кај него и да го зголемува пријателувањето со него. Другарите на Ѓоре се Коле, Конде, Раде, Диме, Такси, Геле, Жарко, Митко, Симе, Лиле, Буба, Зага и судијата. Ѓоре и судијата се зближија. Ѓоре сакаше да има некој кој би одел на родителските средби во училиштето и би ги слушал пофалбите за неговото учење. Од друга страна пак, судијата, тој осамен човек, кој ги изгубил своите најблиски, е среќен повратник во животот. Тој е среќен од како станува татко на Ѓоре. Чичко Бошко, судбината и среќата на Геле, мајка му Марта и судијата, дали е само настан или навистина се случил? Ќе те поправам, рече Ѓоре е, што не пречи, зашто можеше и Ѓеле да се вика, ако ми текнеше на времето него Ѓеле, а Ѓелета Ѓоре. Меѓутоа, такви настани има многу, такви несреќи има многу. Јас мислев дека, создавајќи на куп три вакви судбини, ќе направам една нова слика, која кај младиот читател ќе предизвика сочувство, но и верба дека сите несреќи сме моќни да ги победуваме. Значи, не е стварно, но не е ни измислено. Тука некаде од животот. Дали би сакале да ми кажете што ви е полесно да опишувате? Тажен или весел настан? Мене, например, многу ме растажува судбината на Ѓоре и судијата. Да ви кажам отворено, кога пишувам хуморно ми е полесно отколку кога опишувам некоја тажна случка. И секогаш се обидувам во тажното да несам нешто весело, но и во веселото тажно. До сега не сум нашол човек кој успел да направи разлика меѓу тажното и веселото во човека. Човек еден ден е тажен, еден ден е весел, како и времето, некогаш дожливо, некогаш сончево, но секогаш наше. Чичко Бошко, целиот овој роман како да го опишува студентот Стево. Кој се крие во ликот на студентот? Студентот Стево сум јас, но за Стево нема ништо друго кажано, освен дека се вика Стево и дека бара стан. Не сакав да се открива. Ученици, ние поставивме многу прашања за книгата Големи и мали, ги спомнавме главните личности од романот, но дали некого заборавивме и кои се тие што ги заборавивме? Ива? Го заборавивме Раде. Раде е весело, палаво, но и паметно дете. Но често пати е тажен, бидејќи татко му Пандо е во затвор. Член е на детскиот куќен совет. Уште како дете се влюбува во малата, но и убава Буба. Коле е председател на куќниот совет на децата. Неговите родители се шоферот Санде и тетка Звонка. Тој е многу умно дете, полно со организаторски способности, дружелюбиво и како такво дете, тој сите проблеми и неволји ги решава на еден убав и смирен начин, како што ги решаваат возрастните. Единствено, негова лоша особина е што е многу слаб ученик. Јас најмногу го засакав ликот на Ѓоре, не поради судбината, туку зашто бил примерен и одличен ученик. Ако не е тајна, кој е за вас најсакан лик во романот лично? Тајна не е.
сите ми се подеднакво драги и се трудев во сите да го најдам она човечкото. Ако се сеќавате, дури и важната на крајот ја праваме на добра мајка и мислам дека не треба ни еден јунак да се остави да не биде сака. А еден повеќе или еден помалку, тоа е дозволено. Ве молам, кажете ни како се станува писател. Прашање прилично тешко, но мислам дека писател се станува исто така како што се станува пекар, лекар, млекар. Значи, многу честност и љубов кон работата и многу работа. Сега, каков си писател, добар или лош, каков си пекар, добар или лош, тоа треба да кажат потрошувачите. Чичко Бошко, секоја книга има и своја порака. Ние од романот Големи и мали веќе ја наситивме пораката, но еве сега ни се даде можност и лично да ве прашаме. Која е пораката во романот Големи и мали? Ќе ви речам дека е едноставна и проста. Камо среќа сите деца кои ќе станат возрастни да задржат барем малку од она добро што го имале како деца. И светот ќе биде многу поубав. Епа, другари, мислам дека поставивте навистина толку многу прашања што Чичко Бошко ќе се измори па не ќе може да пишува. Да го прашаме Чичко Бошко уште ова. Што пишува сега и дали ќе ни понуди нека нова лектира за да ја учиме во 7 или 8 оделение? Пишувам повеќе работи, хумористични за деца, но дали ќе ви понудам за лектира, тоа не зависи од мене. Тоа кај нас други го одлучуваат и се за сега важи законот од писател по една книга по глава, а сите книги заедно по глава на учениците. Ете така некако го завршуваме разговорот околу романот Големи и мали, па бидејќи од она што го читавте во романот и од она што е позната за Бошко Смаќевски, дека е тоа навистина духови човек, би било навистина штета да го завршиме разговорот, а малку да не насмее на крајот. Јас би ви кажал како се влюбив кога имав 11 години. По обичај, во она во која ќе се влюбиме, таа има и најдобар татко, и најубава мајка, и најубава круша, најубава куќа, најубаво се. Неделен ден, јас ергенчето се облеков во бела кошула и отидов да им ја крадам крушата. Луѓето си беа домашните во дворот, јас искачих на крушата горе без да ме видат. И како е таа љубов, како и Радешно вика, ако не ја дознаат другите. И како се качив горе и од озгора почнав да викам, ви ја крадам крушава, ви ја сакам Душанка. Таа Душанка имаше две братчиња, нешто помали и од неја и од мене, и за несреќа се згодија во дворот. Кога ме видоа горе, само викна, а, ти си! И зедоа камења да фрлаат по мене. Гледа љубовникот, тоест јас нека ќе се гине и тоа на висок положај. Почнав јас сега од озгора со круши по нив да ударам. И мајка им едно време рече, деца, оставете го, него гледате ли дека е во будалите. Тие ме оставија, ама едниот ме удри по лакт со камен. И од тогаш добив еден ваков печаток за себе си. Сите првата љубов или првата љубовна рана ја добиваат в срце. Јас на лактот. И од сета ова случка можам да ви кажам дека само името Душанка е измислено, а крушата, каменот и лактот што ме болеше 2 недели се вистински. Добро, бидејќи нашиот час никако не може да заврши со звонче, а сепак овде на крајот од овој текст што ние го имавме подготвено пишува крај. Би го завршиле со тоа што навистина сакам искрено да ви се заблагодарам за соработката, за организацијата на овој разговор и дека и натаму би сакале да се гледаме и да соработуваме.